Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Задоволство е, добре дојде да ви посакаме покрај ваков род на кајсија, бидејќи знаеме изминатата година особено немаше род, иако кај овој овоштарник што сега се наоѓаме, имало и добро поминал овоштарот, ќе го слушнете на самиот почеток на емисијата. Зборуваме за овошјето, зборуваме за она што го имаме како предност во македонското поднебје, квалитет кој се препознава и го бараат на странските пазари. Ова е Роксана, мислам дека многумина веќе ја препозна, но отвореното небо што е над нас секогаш може да донесе и неизвестност, особено околу појавата на град, на што треба да се внимава. Во овоштарството има многу што да се научи, што да се примени. Еве гледаме и како ја врши Зоран овоштарот оваа резидба. И задоволени и од откупната цена, која што во моментов кога снимавме, се движеше негде околу 1 евро. Добро е кога се задоволни и нашите овоштари, иако тоа не можеме да го кажеме за останатите производители, особено за житните култури, пченицата, но и за производството на млеко, каде што неизвестноста околу откупот и откупните цени продолжува. И во денешнава емисија имаме дел од прилози кои што ги снимавме на терен, но ќе видите дел од она што некогаш сме го емитувале и кое што заслужува внимание повторно да го видите. Останете со нас. Три-4 хектари здрави стебла на кајси, праски за чиј род треба многу работа, знаење и искуство. Јас сум Зоран Велиновски од село Виничани, земјоделец кој што се занимава од мали нозе со земјоделие. Искуството ми е повеќе како вработен во фирма, баш за оваа работа што работам за овоштарство. Јас сум веќе 15 години се бавам со него, почнувајќи од пола хектар, па хектар, па сега има веќе 3-4 хектари, не сум кој знае колку многу дека имам многу, али за да работам како фамилиарен бизнис, фамилиарно да може да работиме, пошто многу е тешко да се работи со работници, зборам, значи ги нема веќе. Ги нема веќе и тие како ние, како нас што останавме тука. Неам намера да се иселувам од оваа држава, сакам да бидам тука да останам како земјоделец. Имам нови насади во село Виничани, околу 1 хектар имам нови насади, сорти кои што не се застапени. Сега пробаваме да можеме да направиме нешто ново. Моментално сме во почеток на берба и ланската година поминав добро, имав добра берба. Мразот имаше повреди на доста места, али јас сум добар и лани. Оваа година пак сум добар, не е лошо, значи имам добар род. Уште еднаш доказ дека производството на храна е како лотарија е минатогодишното случување со измрзнувањето во овоштарството. Секоја година може да биде подобра или полоша, но Зоран е задоволен. Ланската цена што беше, пошто реално имаше измрзнување, беше малце повисока. Сега оваа цена не е лоша, може и подобра, али тоа е тоа. Лани беше од 70-80 до 90 денари одеше кајсијата и праската, зависи која сорта. Праската одеше поевтино 50-60, кајсијата оваа година, еве почетокот на берби сме, од 50 до 60 денари е цената на кајсијата. Почетокот се уште не е нешто, да речеме, договорено точно, али тука негде ќе биде цената. Околу евро не верувам дека ќе се качи, пошто никој пат не оди нагоре, тука може да се симне цената, али ако остане на таа цена, пак ќе бидеме задоволни. 70 денари лани беше. Квалитетот на робата, кој колку сработил, толку ќе се земе. Значи, се зависи кој што се уложил. Заштитуваме, се трудиме да бидеме професионалци, да не правиме нешто на среќа, него да стекнуваме искуство. Имам нешто порани сорти, веќе сме се оберени. Роксана, имам касна сорта, не се многу, значи околу 100 до 200 дрва, имам касна сорта која што се бере во 10-15 август. Зборам за кајсија. А праска имам покасни сорти, малце тие се берат, значи за 20 до 30 дена, за месец дена ќе почне со берба. Ги купив од луѓе кои што се откажуваат реално од земјоделие, се откажуваат од што не сакат одредено, не знам зашто,
не може да ги работи. Јас ги купив насадите од нив, државно земјиште кое што го наследувам, концесијата наследив. Задоволен сум од услугата од зборам од Министерството за земјоделие кој што ми испадна во пресед, во тоа префрлување малце е процедура. Значи задоволен сум и од таа страна, веќе се на моје име за една година седеме, на моје име веќе зимам субвенции и за нив. Мислам оваа година треба да се пријават. Ланската година земавме субвенции. Тоа е сега за сега немам примедби. Се наоѓам меѓу Градско и Виничани, аторот на водоврати. Тука моментално сум задоволен со вода, ама водата треба да се штеди. Оваа вода ние добиваме од Тиквешко езеро. Има доста земјоделци чекаат и продолжуваат од мене натаму до село Виничани и после село Виничани. Еден апел до сите да користат капка по капка систем. Значи јас немам површина кој што немам капка стајано тука. Да се штеди водата, да може да има и за другите земјоделци. Значи реално кој има отворен систем кој што набоднува на бразда или не знам како да кажам, кој што троши без мерка не е добро. Не може туку така да го смениш тој систем, кошта пари, али ланската година, оломската година, ваа година е веќе сум комплета со систем, со капка по капка. Околу 3 хектари имам на берба. Значи имам нови насади во Виничани кој што се 1 хектар кој што сега е нов насад оваа пролет ги саде. Кајсија. Самото одржување, самата работа, јас ќе кажам некое искуство од, пак ќе речем, од винатото кај што имам работено кај луѓе што се биле успешни со кајсијата, зборам и праската. Како болен човек и здрав човек, самото дрво ако е здраво и е нарането, и е наѓубрено, и окроено, мислам дека има ефекти тоа, дека е поотпорно на тие мразеви. Може би не е баш така, али треба да се спојат повеќе работи и да биде местоположбата добра, да биде здраво дрвото, да даде Господ малце и среќа. Ова дрво реално е 16 години. Може би на пола површините не успеват више. 15-16 години не многу тешко се наоѓа дрво. Прскање, заштита, значи ѓубрење, сето тоа станува да дрвото добие поголем век. Ако се става превише вода, не го окроиш, не го враќаш. Значи сето тоа кроењето е најбитно. Оно ќе се исуши може за 5-6 години, максимум 10 години ќе дрвото ќе го снема, ќе се исуши, ќе треба преш нови насади. Јас лично кројам, не плаќам на некои кројачи, лично моје искуство, пак ќе речеме тоа што сум поминал во животот, и така ги правам по моје. Има некои на други места кај што кројат друга шема. Овие дрва се посадени 4 на 4 кај мене, што може да се садат, овие дрва може да садат и 5 на 5, зборам метри од дрво до дрво или од ред до ред. Овие се кај мене 4 на 4 и самото кроење ти го определуваш колку оно ќе роди, колку треба да падне, пошто мораш да поменеш и со трактор внатре, да напрскаш, да извореш, еве, може да видите како е кај мене. Може да биде и помало дрвото. Ова дрво е максимално. Овие се 3 годишен насад, прва година на род, ги кроиме, за да не пушти многу род, за да дрвото не се изнемошти. Не е добро. Јас лани ги вратив, нема ланска година нема род, оваа година се фул со род, значи имам убав род и на малите дрвца. После завршување со бербата, имам летна резидба, пак ќе ги намалам овие гранки што паѓаат доле се кројат, за да истара, значи млади ластари за до година пак да имаме нов род, тако да е Господ. Береме со моите, имам 3 дечиња, 2 керки и синче, сопругата и земам некои можеби 2-3 помошници, пак ќе речем на помош, може ќе им платам, а за мене е голема помош. Комши некои си помагаме, братучите, пријатели, така, значи на тој начин функционираме. Не можам, не земам 10 души аргати да пуштам да берат, значи пошто треба внимателно да се обере. Цела година го чекаш како цветче да се формира, па после дали ќе измрзне и сега на крајот бербата пушти ги, нели, луѓето берачите, секој си има своја цел, него ќе дојде да се земе дневница од 2000 денари, а тебе уствари нема те гледа како човек кој што треба и ти да земеш. Кајсијата е многу превише нежна, мора рачно, внимателно да се става во кофи се бере, од кофите се истора во гајби. Гајбите ги товараме нормално во трактор или во друга приголка и се носи до откупен центар. Тој е еден извоз во Росово што ги собираат, реално Градско немаме, Виничане немаме откупен центар. Значи, робата
можеби некој дел од робата оди на Кванташки во Скопје, пазарите во Македонија, ама тоа е многу малце. Јас имам едно искуство за јаболка, пев шофер, кој што товараше јаболки од Ресен по 3 денари, ги носевме, мислев дека во Бугарија имаат некоја фабрика за сок. Уствари тоа не беше фабрика за сок, тоа беше канал кој што перат со обичен шмрк, јаболките ги мелат, ги прават во пире и ги праќаат за Шведска. Они не прават сок. Фабрика за сок што ќе извезува, не знам, не мора да прави сок во Македонија, ќе имаме многу поголем рад. Ние не сме многу дека ние многу роба имаме тука. Развојот на овоштарството мора да се гледа и во преработка. Од кајсиите може да се добие сок, компот, мармалад. Да купуваме македонски бренд, а не увозен. Може да се преработи, значи реално од ова, да речеме, дрво, 20% може ќе испадне и втора класа роба. Дали ќе ни ја вратат како втора класа, пошто кога ќе береме, не можеш ти да скинеш се прва класа. Еве, да речеме, ова е мало, нема ни да порасте. Тие некој втора класа што се дали е мало или ударено од нешто, тоа може да и во втора класа да се преработи за сок. И сега такво нешто ние немаме. Државата, да речем, да помогне во такво нешто, да може таа роба да не сме зависни од некој, пошто кајсијата, ако закаснеме 2 дена берба, она ќе омекне. Ќе падне на земјата, она толку е векот. И треба такво нешто да можеме да пример за преработка, ама немаме. Моментално само извозот ни спаса. Моментално, тоа не спасува. Работници нема, секој е ангажиран. Овој семеен бизнис се работи сериозно и професионално. Мислам така да останам на тоа, да продолжам со овоштарна. Не сеам жито, значи не сум друго нешто во друга дејност, а моментално ќе работам со ова, докај можам. Докај, еве, дечките ме дружат, дечките ми помагаат, ми помагаме. Фамилијарен бизнис е, за сите нас си работиме, ама сепак имаат надеж и они ми помагаат. Јас целата роба што давам, 90% од робата давам на откупен центар кој што иде легално, на сметка ми легнуваат парите. Не давам, да речеме, на луѓе кои што немаат сметка. Од државата не треба само да се очекува, туку треба и да се даде. Сепак државата, викаме државата, треба некој да и даде на државата. Треба и да вратиме нешто. Државата не е само да речеме со израз да плукаме кон неа, пошто пак ќе речем, ми дава субвенции. Некој потик имам земено преку ИПАРТ пред 4-5 година при Колице и Атомизер, голем Атомизер, од 1000 до литра, пак ќе речем голема помош, за мене моментално тоа ми требаше. Трактор имав поднесено некој, значи за трактора, ама ништо не успеа, сега се земав трактор нов, купив не преку ИПАРТ, него за кеш. Имам намера да, ако испадне нешто друго, значи потом да земам некој помал трактор кој што ќе ми служи за, пак речем, за овоштарникот. Децата се мотивираат и веќе ја знаат работата. Нема поделби. Имам во Веничани, имам насад од 1 хектар кој што е на керка ми. Пробувам да можам да ги упатам, да видат од кај, нели, они знаат од кај се школуваат, од кај идат парите. Они веќе знаат, син ми е 15 години, кој што веќе станува сабале со мене. Едниот трактор он го зима, дали јас ќе земам колата или закачувам Атомизер, он ќе закачи, значи веќе со мене. Значи, можеби не треба да пуштам секаде да работи, али веќе површината знае. Каде се влегува, како се излегува, колку длабоко треба да одиме со плугот, пошто ева е овоштарник, нема орање длабоко. Како се бере, кај да пази, на кој да пази сега кој ќе берат, ја не можам да стасам на сите да им кажувам немој да кинеш ваква, нема да. Треба сите да размислуваме. Сега они веќе, ние сме 5 члена во фамилијата, јас ако дадам на 5 души по 2000 денари дневница, тоа се 10.000 денари зборам за денеска за берба. Тие пари, 10.000 денари, остануваат за нас. Прво ние, за нас, значи ние треба да обстанеме, а може би да биде цената многу ефтина. Ние па мора да ги обереме. Затоа гледаме да можеме колку што можеме сами да си сработиме. Јас на тоа одем да можам сам да сработам, да не зимам, пак ќе речем, за круење да платам за вода, нема ти остана тебе тие, пак ќе речем, значи многу големи се трошковите.
Оние што професионално работат, не им пречи ништо поврзано со производството. Со денови, а и ноќи се во воштарникот. Будно се следи се, за да се добие најдоброто. А тоа е можно, вели овој овоштар од Веничани и додава, квалитетот се цени и може да се опстои. Велиме пазарна економија, во ред и според пазарната економија се гледа најмногу на увозот, како што велат градинарите, така да лошо се стартуваше и со пиперката од 50-60 денари, сега веќе онаа која што се увезуваше најмногу од Албанија и ја нема толку, па нешто се подкачи цената на 75-80 денари, а ние потрошувачите си плаќаме од 120 денари па нагоре, за жал, а трошоци си има и таа нелојална конкуренција постоеше во почетокот, сега таа маржа, односно законот за нефер трговски односи кој што веќе постои е стапена сила, како да не се почитува. А за да се произведе сето ова под овие пластеници, каде што овде вака да ставиме раката, само која температура ја чувствуваме, на овие високи температури кои што ги имаме во текот на денот, е навистина тешко да се произведе секој килограм пипер. Јас Мишко Форце, село Ногаевци, производител на градинарски култури, пипер и патлиџан, мал дел од втората култура која ќе дојде наму после август-септември. Првата реколта се саде у февруар. Трае до почетокот март, што се вика најјаката берба ќе биде, а после тоа јуни-јули пише бербата не е таа кој што беше претходната. Втора реколта, таа ја садиме после Петроден. И таа до нова година исто, до декември, македонска пиперка се бере тога, тој момент. Првата берба почиња почетокот на мај и завршува наму јули. Бела долга се саде и се бере у крајот на август-септември, што се вика, до нова година. А лутото исто има каварџик и плюс фортеса. И каварџик блак исто садиме у кастите кој реколте што се. Растението може да трпе до 50-60, ништо не му е, и затоа колку е пожешко, побуфо за него му е. Коренчето од почетокот 5 до 6 кила дава еден корен. Вода се става по потреба, например, како бара растението, така му пуштаме водата. И тоа систем под капка, што се вика. Заштитата се прави, например, од 7 до 14 дена. Каренцата му трае, например, на најмалку 7 до 10 до 12 дена. И после бербата се прави. Со бајле беревме. Сега вечер треба да се бере, а тој што е берениот дома е однесен. Со бајле и малку покасно навечер. На со бајле од 4 сатот почињаме до најкасно до 8 сатот. Продажбата лично јас ја носам по Скопје на Кванташки и така. Цената малку беше, дур беше увозот, падната до 50, нако сега е 70, 75 и 80. Во овој период, претходно беше и до 100, 120, која беше у почетокот на мај. Највисока 120 денара. Ваа цена, вака да остане на 70-75 е доволно. Да и повише не е лошо, ама тоа е тоа. Регулирање е само да нема увоз раниот, што се вика. Албанскиот многу се внесува и пипер, и патлиџан, и краставица, и сите тие работи. Пиперот обично мора работа, унадоење заштита прво и сите тие работи. И добро наводнување, што се вика, и добри ѓубриња, полијарно. Сега нов расад правиме и поново засадуиме. Субвенција немаме 3 години добиено, од 2023. Што е работала? Нема ништо уште истакнато за да можеме да пријавиме. Тоа е работата. Па ќе чекаме, ако ево помина берби едно друго и другите работи, ама они уште немат ништо тоа. Трактор немам ништо до сега добиено. Пред тоа на 40 години кога барав, вика стар си, сега на 64
Не ми ни треба децата, ако сакат нека работат. Нема тоа, си земавме две машини, 3. Имаме мои и готово. Младите, за да ги вратиме, тешко е. Уше нашиве деца, па имат малку мерака, инаку тешко ќе биде. Виновата лоза од секогаш била присутна во македонското поднебје, позната уште од давнина, низ вековите, но она што го карактеризира нашето производство, посебно на виното, е тоа што овој амбиент треба да биде симбиоза на се што е присутно на одгледувањето винова лоза. Од почвата, лозницата, се до она што треба човекот да го вгради. Има повеќе параметри каде што се испитува квалитетот или можностите за производство на грози. А неодамна Македонија го доби најдобриот и најголемиот, да речеме, сертификат во можноста за производство на винско грозје. Да видиме за што станува збор. Вредноста на извозот на вино бележи раст од 10%, додека извезените количини се зголемени за само 2 до 4%, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Ова укажува дека поголемиот дел од растот се должи на повисоките цени на македонското вино на странските пазари. Годишно девизниот прилив достигнува до 60 милиони евра. 67 милиони литри се извезуваат во повеќе земји. Процентот на продажбата на вино во шишиња расте, а најмногу се извезува во Србија. За жал, се уште процентот на продаденото наливно вино во однос на виното во шишиња е поголем. Најмногу се извезува во Германија. Од произведеното вино, што во некои години достигнува над 90 милиони литри, 85% се извезува во повеќе земји, а 15% се консумира дома. Тоа што го карактеризира македонското вино е нашето поднебје. Теруарот е составен од почвата, климатските услови, но и ознаењето и искуството на луѓето кои што работат во лозјето. Комбинацијата на овие три елементи создаваат резултат што не е лесно да се постигне на највисоко ниво. Токму тоа е целта и значењето на сертификацијата. Платинесто признание за македонското виногорје во Тиквешијата, според Bigot индексот. Platinum certification in Bigot Index evaluation Доделувањето платинес сертификат во оценувањето според Bigot индексот е многу значајно достигнување, бидејќи представува самиот врв на пирамидата во систем каде што се оценуваат повеќе од 3000 лозови насади со помош на оваа научна метода. Bigot индексот представува научен метод за оценување на квалитетот на лозјата. Тоа е токму она што сакаме да го постигнеме и да знаеме како на поинаков начин да го оценуваме и виното. Во овој резултат се вградени сите напори на целиот тим, а тој представува успех и за Македонија. Имено, во медитеранскиот регион постојат само 11 лозија со платинесто издание според Bigot индексот. 10 од нив се наоѓаат во Италија и низината околина, а ова признание за Македонија представува исклучително важен резултат. Тоа покажува дека е можно од лозјето да се добие врвен квалитет, кој е директно поврзан со квалитетот на виното. Токму тоа е особеноста на ова платинесто признание за лозовите насади, поточно за еден од теруарите. Всушност, теруарот е самата суштина на оценувањето, бидејќи Bigot индексот токму го оценува теруарот. Теруарот е составен од почвата, климатските услови, но и од знаењето и искуството на луѓето кои што работат во лозјето. Комбинацијата на овие три елементи создава резултат што не е лесно да се постигне на највисоко ниво. Токму тоа е целта и значењето на оваа сертификација, нова платинесто признание. Секако важна улога имаат и почвените услови. Почвата не е особено плодна, туку е релативно сиромашна, но токму таквите ограничувачки услови често го потикнуваат создавањето на висок квалитет. Тоа е правило што се среќава во многу од најдобрите вински региони во светот. Но, како да се постигне врвен квалитет на грозјето? Тоа веќе зависи од луѓето, од работниците во лозјето, агрономите,
енолозите и собствениците, кои вложуваат време, средства, ресурси и знаење за правилно да управуваат токму со тие специфични услови. Токму оваа единствена и магична комбинација го создава тероарот. А токму таа комбинација е причината за доделувањето на платинесто признание на Тиквеш, како и на македонските лозија и вина воопшто. Оценувањето според Бигот индексот се заснова на научни агрономски параметри, чија релевантност е потврдена од научници и агрономи ширум светот, како и преку долгогодишното искуство на производителите и винарниците. Без посебен редослед на важност, некои од параметрите што се оценуваат се крошната на лозата, односно нејзината големина и развиеност, приносот, односно количината на грозје по растение, односот помеѓу крошната и приносот, што е еден од најважните параметри. Тој покажува колку лисна маса има на 1 килограм грозје. Водниот стрес, односно колку долго растението се соочува со ограничена достапност на вода. Бујноста на лозјата, односно нејзината способност за раст и создавање на нови ластари и листови. Староста на лозјето, односно колку години има насадот. Биодиверзитетот, кој е исклучително важен параметар. Под биодиверзитет не се подразбира само состојбата во самото лозје, туку и целокупната околина која го обкружува лозјето. Се оценува целиот агроекосистем и влијанието што го има врз лозовиот насад. Исто така, многу важна е и здравствената состојба на грозјето. Гроздовите мора да бидат целосно здрави, без присуство на болести и други оштетувања. Зрната треба да бидат во совршена состојба. Последниот параметар е морфологијата на гроздот. Се оценува дали гроздот е збиен и компактен, или поредок и поотворен. Кога гроздот е поотворен, светлината полесно продира и до внатрешните зрна, што возможува подобро, порамномерно и поцелосно зрење на целото грозје. Мојот совет, врз основа на моето долгогодишно искуство и знаење од областа на лозарството, кое е сумирано и вградено во Бигот индексот, е да се следи односот помеѓу лисната маса и приносот. Доколку постигнете однос од 1,5 квадратни метри лисна површина за секој килограм грозје, тогаш со сигурност се наоѓате во зоната за висок квалитет. За производство на добро класично вино потребно е најмалку 1 квадратен метар лисна површина по килограм грозје. Лесно е да се измери површината на крошната, бидејќи таа во основа може да се пресмета како површина на квадрат, а приносот по растение е податок што вообичаено секој лозар го знае. Токму овој однос е од исклучителна важност. Вредности од 1,5 до 1,7 квадратни метри лисна површина по килограм грозје се показател дека лозјето има потенцијал за производство на вина со највисок квалитет. Во конкуренција од над 3000 лозови насади, со помош на оваа научна метода за оценување на квалитетот на лозјата, всушност се оценува и виното. Во медитеранскиот регион постојат само 11 лозја со платинесто признание според Бигот индексот. 10 од нив се наоѓаат во Италија и нејзината околина, а ова признание за Македонија представува исклучително важен резултат, што не вградува во мапата на врвните виногорја. Уште една се докажува тоа што го знаели нашите предци, дека во Македонија се раѓа преубаво, полно со сонце грозје, што се преточува во уникатно вино. Што е нешто го бара современиот човек, и оној во Македонија и во странство. Секако тоа е мир, спокој, тишина, звук на птици и природна убавина, како што е свежо набран бозо, знаеме се подготвуваат сок и тоа вкусен, кој што е одличен за здравјето на човекот. Имаме многу потенцијали, имаме многу убавини, имаме многу предности од македонското поднебје. Овде, под Беласица, во село Габрово, веќе 20 на години постојува селско домаќинство за туризам, селски туризам. На сето тоа може да се надоврза и како агро, а и екотуризам.
Бидејќи со проектот кој што е поддржан од Словеничката амбасада преку институтот, Земјоделскиот институт во Скопје, веќе 80 вакви домаќинства кои што се занимаваат со производство на храна, вински туризам, пчеларство, да не ги набројуваме сите области, се добива она што го сака секој. Да имаме безбедна храна која што е добра за сите нас, а воедно може да се развива селскиот агроекотуризмот по примерот од Словенија. Пример кој што треба да се следи и мислам дека има одлична основа и за натамошен развој. Амбасадата на Република Словенија има повеќе проекти со кои се поддржуваат области каде што има различни целни групи, на кои им е потребна помош и едукација. Се работи и во областа на екологијата, вработувањето, инфраструктурата, производството на храна и руралниот туризам. Морам да кажем да сам ја дошол у Скопје, односно Македонија, пред пола година, така да радим уствари као економски саветник, с тиме што покривам и подручје развојне сарадње, где имамо тренутно око 10 проеката кои су активни. Неки од тих проекта су двогодишни, така да Словенија има Северна Македонија као приоритетну државу, као една од клучних партнерица за развојну сурадњу и ту се дешавају двома занимљиви проекти на различитим подручјима, од заштите и помоći ženama i deci, ukratko ranjivim grupama, područje ekologije, infrastrukture, znači izgradnja nekih cevovoda, ovih naprava za čišćenje, tako da su ta područja veoma široka i moram da kažem da to izvodimo preko Ministarstva za spoljašnje i evropske poslove iz Slovenije, koji imaju poseban sklad preko koga se financiraju ti projekti. Područje ekoturizma je veoma važno područje u Sloveniji. Spada u okvir znači, turistične ponude. U Sloveniji se trudimo da to vreme za turističnu, kao turistična destinacija da bude preko cele godine. Во Словенија има околу 900 до 1200 агротуристички домаќинства и фарми што нудат вакви услуги. Од нив над 950 фарми активно работат, обезбедувајќи сместување, гастрономија, работа на фарма или други рурални активности, а офатен е и винскиот туризам. Нивната бројка е следна. 589 нудат сместување, 490 се излетнички туристички фарми, 100 се вински и 145 се сертифицирани органски екофарми. Овие домаќинства представуваат важен дел од руралната економија и се главен двигател за агротуризмот. Нивните искуства се драгоцени за развојот на македонскиот агротуризам и веќе се реализира проектот за живување на традицијата и зачувување на животната средина, меѓу кои како новина е агротуризмот. Делимо искуства sa Македонијом, да делимо знања, значи ноу-хау и да то пренесемо македонски страни. Така да надам се да ćemo biti успешни. До сада smo imali veoma добро сурадњу sa Земјодельским институтом, така да се надам да ќе biti тих проеката још више и да ќе biti успешни. Како што веќе напомена нашиот економски советник, дека нашата амбасада, Словеничката амбасада, веќе долги години поддржува различни проекти во различни области. Денеска сме тука заедно со вас да видиме дел од активностите на проектот што го имаме со Земјоделскиот институт, а е поддржан од Развојниот фонд на Министерството за надворешни работи на Република Словенија. Ова е еден многу убав проект кој ги поврзува, значи, земјоделството, туризмот и промоција на
локалната традиција во земјава која е богата и има што да се погледне. Меѓутоа, во овој дел ние сметаме како амбасада дека треба да се работи повеќе, да се промовира и со наша поддршка да обезбедиме и добрата пракса која веќе во Словенија многу успешно функционира. Ние знаеме дека како зелена држава Словенија има многу што да понуди и сметаме дека како искрен и добар пријател на Македонија ќе придонесеме во овој дел, немаме никакво сомнение дека ќе биде спроведен најуспешно, бидејќи тука се од нашите соработници од Земјоделскиот институт кои го дават максимумот во тој дел. Според податоците од Словенечкиот завод за статистика, од вкупните туристички приходи во 2023 година, кои што изнесувале 6,65 милиарди евра, 650.000 до милиарда евра се добиваат од агротуризмот, или 10 до 15% се обезбедени од руралните области. Во 2024 година имало раст. Учеството на туризмот во словенечкиот буџет од 5,2% се зголемил на 5,3%, или 1 до 1,5% од бруто домашниот приход се добива од агротуризмот. Неговата економска улога е важна за руралните региони и локалната економија. И најважното, ги поттикнува младите да останат на село, да ја зачуваат традицијата, но и да создаваат нови вредности, неопходни за секој човек. Целта на овој проект е да се обезбеди подобри услови за живот во руралните средини, преку одржливо земјоделство и промоција на агроекотуризмот. Прв пат да речеме, освен туризмот се внесува и екотуризмот како елемент, со тоа што би се помогнало да се обезбедат средства за самите локални семејства што го развиваат овој бизнис, нови работни места и стабилност за пред се за таа таргетирана група која ние сме повеќе фокусирани, тоа се жени, млади, маргинализирани групи кои навистина имаат потреба. Значи започнале некој бизнис, имаат некоја основа, меѓутоа со нив се работи во рамките на овој проект со многу работилници, обуки кои помагаат да креираат нивни квалитетни понуди за туристите, да понудат, да развијат некои нивни производи кои што би можела да се промовираат понатаму. Интересот се зголемува и не само кај странските, туку и кај домашните туристи. Мрежувањето на 80-тината засега мапирани домаќинства, пчеларници, винари и други понуди е добар пример што ќе поттикне зголемување и збогатување на македонскиот агро, а сега веќе и агроекотуризам. Проектот е 2-годишен. Во првата фаза беа мапирани потенцијалните семени домаќинства кои имаат потенцијали со кои ќе требаше да се работи постојано до крај на проектот, додека оваа година веќе имаме еден голем број на потенцијал кој веќе е детектиран и на кој се работи со различни обуки од Земјоделскиот институт. Исто така во рамките на проектот веќе беше спремен и објавен еден прирачник кој има основни податоци за почетници, но и за некоја понапредна таргетирана група на кој веруваме дека ќе им помогне многу, бидејќи таа публикација е за прв пат креирана во земјава. Исто така, до крајот на оваа година планирано е да има и уште две пан-трип посети во низ цела Македонија, каде што сакаме како амбасада да поканиме и словенечки медиуми да ги посетат, а и различни агенции туристички, со цел да ја споиме таа наша заедничка соработка, да понатаму и самите рурални домаќинства воспостават контакти и заедничка соработка за понатаму. Во рамките на овој проект се креира една дигитална платформа која ќе ги има податоците од сите овие рурални домаќинства, рурални бизниси што веќе со кои е работено до сега, значи да бидат комплетирани со професионални понуди. И на таа дигитална апликација ќе можат и домашните туристи и странските кога би дошле во земјава точно да знаат во кое место би сакале да го посетат, бидејќи ќе ги има внатре сите основни податоци од секој домаќинство.
финансиски средства се обезбедени за доопремување на некој дел според потребите нормално на секое домаќинство. Тоа не е одредено за сите исто, меѓутоа секоја има нели своји различни потреби. И од она што досега го гледате за напредокот на проектот, задоволни сте? Ние сме задоволни, бидејќи како што ви реков, споено е туризам, традиција, земјоделство, природа, тоа што за нас како Словенија е приоритет. И мислам дека ќе придонесе многу, посебно за тие групи жени, за тоа што се ствараат нови бизнеси, нови вработувања, а и мислам дека придонесуваме и да ги задржиме младите во руралните средини, да тука живеат и да навистина, значи, воз основа на искуството словенечко, знаеме дека во руралните средини многу убаво знае да се живее ако имаме конкретен бизнис, конкретен план. А тука сме ние со овој проект делно да помогнеме. Словенците се особено горди на добиениот епитет дека се зелена држава, покажувајќи ги убавините на својата земја. Истовремено го решаваат и пласманот на локалните производи, словенечкото вино, млечните преработки, овошјето и зеленчукот и другите преработки. Автентичните занаети и уште многу убавини што наликуваат на македонските се потенцијал за овој вид на туризам, кој што постои кај нас. И добро е кога имаме можност да ги споделиме овие словенечки искуства, кои веќе даваат резултати. Во емисијата Аграр ги офаќаме многуте актуелни теми, а како поминува времето, навлегуваме во се побогата вегетација на сите култури. Знаеме дека жетвата на пченицата веќе е започната, да очекуваме дека ќе има добар квалитет, приноси и соодветна цена, која што, како што велат производителите, не би требала да биде пониска од 17-18 денари, бидејќи трошоците се зголемуваат. Цената на чинење се повеќе расте и во останатите култури, а за лозарството секако престои сезоната, веќе имаме и берба на трапезните сорти во јужните региони на Македонија, а за винското грозје се очекува дека конечно ќе дојдат добрите времиња, односно ќе се вреднува трудот на лозарите и дека грозјето ќе биде платено. Имаше мали недостатоци, потешкоти и штети во лозарството, особено во оние ниски региони покрај реката Црна, каде имаше и измрзнување, но сега за сега вегетацијата во виновата лоза одлично се одвива, секако потребна е и заштита, времињата постојано се менуваат, климатските промени имаат влијание и се надеваат дека гроздот ќе додржи, дека нема да има град, нема да има повторно штети, како што беше кај измрзнувањето и дека ќе имаат соодветна цена. Емисијата Аграр продолжува со она што е тековно производство, но исто така ги лоцираме и проблемите со кои се соочуваат земјоделците, надевајќи се дека и тие соодветно ќе се решат. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.